Посвојувањето дете за Кристина Кузманова значело исполнување на животниот сон да стане родител. Во 2013-та на само еден потпис преди официјално да биде мајка на 5-годишното дете, сонот се претворил во кошмар поради корумпираниот систем, раскажува Кузманова. Таа тврди дека и биле побарани 2000 евра, сума која прифатила да ја плати откако ќе заврши адаптивниот период. Кога дошло времето за плаќање, сватила дека шалтерот на кој била упатена всушност и не постои, а парите требало да ги даде на рака. Ми побара пари. Ми побара 2000 евра. Јас знаев за пари. Ја и побарав на Ленче Косовска, немам проблем. Дайте ми црно на бело, ќе ви ги давам парите. Да имам црно на бело, да утре да не ме терате па на шалтер па да ви плаќам. Ништо, прекјута и од тогаш почна тие сопки. Парите не ги искеширала и тврди дека од тој момент станала предмет на институционален прогон. Веднаш потоа, Комисијата за посвојување проценила дека детето не може да живее со бабата која патела од склероза, пошто експресно била сместена во геријатрија, каде починала само неколку недели по приемот. За непол месец, Кузманова останала и без синчето. Членовите на Комисијата за посвојување, по чија наредба и било запишано детето во градинката, ја повикале таму и ја обвиниле за малтретирање. Тогаш го само видов детето, немаше, стварно немаше ни модро, ни ништо немаше. Го тегнеше за рака, за да го изнесат надвор. Го влечеше, детето плачеше. Јас само таму тогаш успеав да го гушнам. Не ми дозволува дури ме бутка да го гушнам. Потоа следел и судски процес, за кој Кузманова тврди дека е монтиран и е осудена за семејно насилство на 3-годишна условна казна. Тврди дека не е било дозволено да повика сведоци, а фотографиите од повредите кои биле прикажани, според неа, биле од друго постаро дете. Разговор со детето извршил единствено членот на комисијата кој се водел како старател, и тоа насамо. Не клампаво уше, не беше нормално уше, ама поголемо уше. Беше нормално уше, ама мислам повозрастно, колку е за поврзан човек. Ушето. А не беше клампаво, како што беше на Марио клампаво ушенцето. Телевизија 24 разговараше со надлежен од Министерството за труд и социјална политика, кој негира дека нивен вработен побарал пари и се повика на судската одлука. Не извести дека посочената правничка, која според обвинувањата на Кузманова лично ги побарала парите, нема намера да коментира. Со случајот се запознае и во детската амбасада Меѓаши. Ако се докаже дека навистина посвоителот кој дал се од себе единствен услов за да го добие старателството, односно да даде 2000 евра без никаков документ, навистина се отвара голем сомнеш кон работата на Комисијата за застување на посвојување и Министерството за труд и социјална политика и го повикуваме јавниот обвинител да направи темелна истрага, а воедно ги повикуваме и другите граѓани кои ги поминувале вакви слични перипетии да се охрабрат, да говорат. Голем дел од изјавите на Кузманова фрлаат сомнеж врз системот, а голем дел од процесот на утврдување на вистината бил неправилен, сметаат од Меѓаши. Поред кажувањата на потенцијалната старателка, таа била екзекутирана на самиот. Било веќе решено дека ќе се одземе старателското право и не е била дадена никаква можност да може да соодветно да постапува и се брани. Она што е клучно во целата оваа истрага е сведочењето на детето, кое не е имало правилен процес за да се докаже дали навистина детето било малтретирано. Од Меѓаши вела дека нивната загриженост расте и со тврдењата дека фотографиите од повредите кои биле прикажани на суд се од друго дете. Според информацијата која добивме од Министерството, детенцето кое било одземено од Кузманова сега е посвоено од друго семејство.